Отвараме тема, зборуваме за глаукомот или очниот притисок. Токму така, глаукомот или очниот притисок, познати како тивкиот крадец на видот, станува збор за болест која често напредува без видливи симптоми, а може да доведе до трајно оштетување на видот доколку не се открие навреме. За да дознаеме повеќе, утрово во студиото разговараме со доктор Ирина Богданова, специјалист офталмолог од клиниката за очни болести. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Еве, само едно подсетување на крај дека гледачите можат да се вклучат во овој разговор. Ние ќе го почнеме истиот со тоа што точно представува глаукомот, зошто е толку опасен, односно, еве попрецизно, што конкретно се случува со окото. Да, глаукомот, како што и кажавте на почетокот, се нарекува тивокрадец на видот. Глаукомот представува една оптичка неуропатија, односно низа на процеси кои што се случуваат во позадината на окото и доведуваат до оштетување на оптичкиот нерв. Што е тоа толку значајно и битно за глаукомот? Значајно е бидејќи ова е оштетувањето кое што настанува кај ова заболување иреверзибилно. Односно, сите промени кои што настануваат кај оптичкиот нерв се неповратни, така да доколку се дојде во некоја одмината фаза на болеста со некој изгубен, односно значаен пад на видот, тие промени се иреверзибилни. И тука не може ние како офталмолози да влијаеме да се врати видната острина како кај одредени други заболувања, например, кои што исто така се доста чести, како што е катарактата и така натаму. Значи, кај глаукомот, све што е изгубено претходно, пред да се диагностицира, не може да се врати ниту со една метода, ниту со хирушки, ниту конзервативно лекување. Кои се најчестите симптоми? Може ли веднаш да се препознае? Па да, карактеристики на ова заболување се нарекува тивокрадец на видот и најчесто поминува асимптоматски. Значи, едноставно ништо не чувствуваат пациентите, само некои може да се случи во одредени случаеви, некои ситни симптоми, како виножите околу изворот на светлост може да се случи да имаат, понатаму како силна, односно минимална болка на стегање околу очите, но и тоа ретко се јавува. Значи, најчесто болеста претекува асимптоматски. Сега, тоа е една од најголемата група на глаукоми, тие се глаукоми со и честиот, глаукоми со отворен агол или глаукома хроникум симплекс, а има една друга група што е помала, значи 30% од другите глаукоми со затворен агол, тие најчесто поминуваат со една силна болка, со гадење, со повраќање и така натаму, ненајдено настанува, исто така без да знаат пациентите дека имаат предиспозиции за настанок на вакво заболување, но тоа протекува со силна болка, се јавуваат на дежурства и така натаму, каде што може една итна состојба во офталмологијата и мора итно да се интервенира. Сега, ова другата поголемата група, значи глаукома хроникум симплекс, поминува асимптоматски и заради тоа најдобра превенција е чести прегледи и премерување на очниот притисок. Превентивно, односно скрининг. Веќе имаме гледач на линија, предлагам да го слушнеме прашањето. Повелете. Ало, добар ден, добро утро. Добро утро. Поздрав за докторката. Јас вака не сум поврзана со глаукомот, меѓутоа и исто така имам оштетување на очниот нерв после субеконоидално крварење. Да ме интересира што треба да преземам понатаму за да не дојде до влошување на состојбата. Ви благодариме за прашањето. Да, тоа е една друга состојба во офталмологијата, значи тоа е едно заболување кое што го зафаќа задниот сегмент на окото, не е поврзано значи со глаукомот, иако може да настане кај пациенти кои што боледуваат од глауком. Сега сепак треба да се знаат и други податоци, мислам навистина е вака кратко само крварењето дека е во окото, дали пациентката боледува од диабет, дали има други системски заболувања и така натаму. Но во случај кога има крварење во позадината на окото, најчесто се интервенира со таа анти-ВГФ терапија, значи тие се инекции кои што се вбризгуваат во позадината на окото и доведуваат до забрзана ресорпција на крварењето. Значи сепак пациентката нормално ако има некој тип на крварење треба да се обрати секако кај офталмолог и да се види значи на каков третман треба да се направи кај пациентката. Повторно имаме јавување. Повелете, добро утро. Добро утро. Ало? Те слушаме. Ке ве молам, сакам ве поздравувам вас и вашата пријатна, мислам, докторка
Имам 14 години глауком ми пронајдова. И 14 години секоја вечер по 2 капки на очите ставам латанокс. И стално идам, го проверувам, ми вика дека немам, ама да продолжам со капките. Па прашувам дали додека сум жива ќе ставам капки или нешто друго. Да, глаукомот значи мора да се каже, како што напомена и пациентката, доколку еднаш ка се диагностицира во животот, тоа е хронично заболување, останува до крајот на животот пациентот да биде под терапија, а доколку значи се направи хируршки зафат и не е потребна терапија, сепак треба да се следи. Значи едно хронично заболување кое што се следи до крајот на животот. Сега, како што кажа гледачката, таа користи капки латанокс, кои што се простагландини, тие се ставаат еднаш, не знам зошто 2 капки на вечер става, бидејќи по 1 капка на вечер се ставаат во третман латаноксот, со тоа што ако доколку е нормален очниот притисок, значи не треба да се додава повеќе терапија или било други капки, а секако е контраиндициран и хируршкиот зафат. Значи кај ова заболување, додека се контролира конзервативно и со помош на капки, нема потреба од хируршки зафат или било каков друг хируршки зафат. Така да гледачката најдобро е да си остане на капките кои што ги користи, по 1 капка на вечер латанокс, да го следи очниот притисок, но за следење на ова заболување не е потребно само следење на очниот притисок, значи ние попатно кога ги следиме пациентите правиме и други испитувања, како што се компјутер на нервот, односно окуларна кохерентна томографија, понатаму видно поле и така натаму, значи секоја контрола се проследува со ред други снимања за да ја следиме самото заболување во кој правец оди, значи дали напредува или стагнира. Така да доколку стагнира со капките, тие остануваат да си ги користи до крајот на животот, значи нема потреба за никаков друг дополнителен третман. Актуелна тема, продолжуваме веќе со следниот гледач. Добро утро и повелете со вашето прашање. Ало? Повелете. Во програма сме? Да. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добро утро. Едно прашање. Имам проблеми со очните капаци, горните очни капаци. Ми се затворени очите. А инаку имам операција на двете очи направена од катаракта. Веројатно тоа е прашањето. Да, исто така пак ќе напоменам, значи ова не е офталмолошко заболување кое што е врзано со денешната тема со глаукомот, но ќе пробам само на кратко да му одговорам на гледачот дека птозата, односно спуштеноста на горните очни капаци, најчесто представува невролошки испад во најголем дел на случаите, значи треба да си направи некои невролошки исследувања самиот пациент во тој правец или пак како резултат на дегенеративни процеси на старење, значи во некоја подмината возраст знаат да паднат капаците сами од себе, да се јави значи тој тип на птоза, таа може да се коригира хируршки доколку смета на видот. Значи во други случаи не би препорачала, значи но доколку до тој степен падне капакот да веќе пречи на видната острина, односно на гледањето, може да се направи хируршки зафат за подигање на капаците и секако доколку не е од невролошка природа, значи доколку не е предизвикано од оштетување на некои нерви или што ги нервираат капаците. И секако не е поврзано со оперативните зафати на катаракта. Така, да се вратиме на глаукомот. Кои луѓе се во најголем ризик да развијат глауком и дали се работи за генетско заболување или сепак се работи за нешто друго? Да, па во последните години се повеќе се испитуваат ризик факторите кои што доведуваат до појава на ова заболување, све со таа цел бидејќи самата етиологија на заболувањето се уште не е позната. Значи постои една група на ризик фактори од кои што најголем ризик фактор е зголемениот очен притисок. Се нарекува ризик фактор затоа што и нормален очен притисок може да предизвика глауком.
глауком. Значи, тоа е еден, затоа и на почетокот кажав, значи, еден склоп на сами процеси што се случуваат во окото, хемодинамски предизвикуваат појава на заболувањето на глауком. Значи, зголемениот очен притисок како ризик фактор се јавува, понатаму на второ место е наследниот фактор. Да, тоа како што напоменавте, значи генетско заболување, така да препорачувам на сите од гледачите, доколку некој од фамилија боледува од глауком, секако да направат одредени исследувања во правец на ова заболување. Значи, барем еднаш во годината или еднаш во 2 години да прават исследувања, но не само мерење на очен притисок, туку комплетна диагностика за глауком. Значи, како компјутер, видно поле и така натаму, значи да се направат еднаш во годината или еднаш во 2 години. Понатаму и одредени рефрактивни аномалии, како што е високата миопија, минус диоптрија и така натаму, и тие се ризик фактори за појава на... Значи, постојат голема група на ризик фактори, се уште етиологијата не е позната зошто се јавува ова заболување кај одредени луѓе. Ги споминавте вие прегледите. На која возраст се препорачуваат редовни очни прегледи кај граѓаните, да речеме, кај помладата можеби популација? Да, значи, јас можам да кажам дека очните прегледи би требало да започнат од најравната возраст во животот. И ја поздравувам иницијативата кај учениците од предшколска возраст за запишување во училиште што подлежат на офталмолошки прегледи, бидејќи едноставно не постоеше, да кажам, оваа пракса да децата доколку немаат проблем да се однесат на офталмолог. А веќе кога ќе се појават првите, да кажам, промени, е доцна. Значи, ние не знаеме, може детето со години да боледува со диоптрија, а родителот да нема појма. Така да офталмолошките прегледи е добро да се започнат во најраната возраст, а во правец на глауком секако, доколку значи нема тоа една друг тип на глаукоми, конгениталниот, односно вродениот глауком, се јавува со една силна болки, облик на окото различен, да кажам, и така натаму. Доколку нема такви промени за конгенитален глауком, нема потреба да се испитува во детска возраст глауком. Веќе во поодмината возраст, значи тоа беше кажано дека е повторно како старечка офталмолошко заболување се јавуваше после 50-60-та година, но сега морам да признам дека границата е поместена. После 40-та година веќе постои ризик за појава на глаукомот. И затоа јас и во повеќе наврати кога сум гостувала, исто така кога сме организирале скрининг на мерење, бесплатно мерење на очен притисок, сме кажувале дека е потребно да се воведе како најголем скрининг во државата мерење на очниот притисок во систематските прегледи. Малку ќе ве прекинеме, имаме гледач, сепак нели имаат предност гледачите. Добро утро и за вас, повелете за вашето прашање до докторката. До кратко прашање до докторката. Прво ве поздравувам. Еве утро само што станав, десниот капак ми е потечен. И си викам, не знам што, иначе ја ставам капки азопт, унитимолол и цитекол, а имам очен притисок. И се бајлево очниот капак ми е потечен, десниот капак само. Зашто се работи, не знам. Да ми кажете. Повторно друго офталмолошко заболување, значи глаукомот не оди со оток на капаци, значи самото заболување, нити пак се комплицира во тој правец, со тоа што да станете и да ви отечат капаците како резултат на глаукомот. Отокот на капакот може да се јави најчесто, доколку е болен, е резултат на појава на хордеолум, односно јачмен. Така да се јавува една слика која што е доста панична кај пациентите со отечен спуштен капак кога ќе станат од спиење, болен и така натаму, кој што оваа слика протекува неколку дена и после се диференцира јачменот како топче на да речам на капакот. Сега, доколку не е болен капакот, значи може и некој циркулаторно пореметување врзано со бубрези, со срце и така натаму, значи, но тоа е поретко, значи најчесто отокот на капак изолиран на еден капак оди како во правец на јачмен. Така, а сега да се вратиме на методите на лекување. Пред разговорот истражувавме малку на оваа тема. Минимално инвазивна хирургија на глауком. Дали е тоа моментално најсовремениот начин на третирање на овој проблем? Да, тоа е најсовремениот начин за третирање на глаукомот и можам слободно да кажам дека нашата клиника единствена во регионот ја работи оваа хирургија со импланти,
Значи, ние имаме започнато од пред неколку години и веќе ја работиме рутински, но со одбрани случаеви. Значи, не секој случај треба да се направи овој тип на хирургија. Значи, сепак златен стандард е класичната хирургија, која што се нарекува трабекулектомија, значи постариот метод, кој што се оперира и во околните држави, да кажам, но ние единствено ја работиме минималната инвазивна хирургија на глауком со импланти и таа е најнов метод кој што се ставаат имплант во окото со цел да го дренира очната водичка и останува до крајот на животот. Но секако пациентот во најголем дел од случаевите не користи веќе капки и конзервативна терапија, но тоа не значи дека не треба да доаѓа на контроли. А кои се тие пациенти кои се најподобни за овој метод? Најподобни пациенти за овој метод се пациентите кои што веќе еднаш се оперирани и кои што се затворени флаповите, значи обичната хирургија, односно трабекулектомијата не функционира, еднашка или два пати оперирани и така натаму, и исто така помлади пациенти со комплицирани глаукоми, затоа што имаме една група на секундарни глаукоми и така натаму, најчесто како рутинска метода и пациенти со многу висок очен притисок. Затоа што јас од моје лично искуство работејќи ова хирургија сум видела дека доста го намалуваат имплантите очниот притисок, така да не треба да бидат избор за хирургија кај било кој глауком, значи доколку очниот притисок не е многу висок, бидејќи во друга страна може да се предизвика и нагли пат на очниот притисок, па да предизвикаме други компликации после тоа, како што е аблација на ретина, аблација на хороидија и така натаму, и губење, мислам, на видот и така натаму, компликација кои што не би сакал никој глаукоматолог хирург да ги има секако. Така да треба да кажам внимателно со исто така со оваа микроинвазивна хирургија. Имаме повторно гледач. Добро утро и за вас и повелете со вашето прашање. Моје прашање туку само, да речем, обид да се стигне некако до докторката, иако долго период се обидувам такво нешто да направам, само да ми каже кој период и како може да дојдеме на преглед. Ова е сигурно често поставувано Да, прашање. често поставувано прашање, баш како и на почетокот што разговаравме, ние на вистина огромен е бројот на пациенти кои што доаѓаат во клиничкиот центар од повеќе градови од Македонија, не само од Скопје, со оваа потреба за преглед и така натаму. Јас лично, значи морам да признам дека ни еден пациент до сега немам вратено, кој што има дојдено кај мене по потреба за преглед, иако немал закажано, бидејќи верувам дека не може ние да пуштиме толку многу термини колку што може да има побарувачка за прегледи, значи од пациенти кои што нормално имаат проблем. Не доаѓаат за добро, јас тоа сум кажала, сите доаѓаат со некој проблем или да се реши. Јас сум понеделник и четврток во амбуланта на клиника, научна клиника, освен ако не сум службено и ретко приватно одсатна, да кажам, секој понеделник и четврток сум во амбулантата, така да најчесто, мислам, покрај мои термини гледам, најчесто се прегледани уште дупло повеќе од тоа пациенти. Да продолжиме каде што застанавме претходно. После таков зафат, дали пациентите продолжуваат со терапијата од претходно? После таков зафат најчесто нема потреба од терапија, значи конзервативна терапија, и тоа е добро да кажам за пациентите, бидејќи сепак мора да се гледа и финансискиот дел, нели, на лекувањето, бидејќи тоа е една хронична терапија и така натаму, но повторно ќе напоменам, во одреден дел на пациенти, значи некој 20 на 30% знае повторно да се зголеми очниот притисок. Независно од хируршкиот зафат, дали е класична трабекулектомија или микроинвазивна направена, повторно може од ред други причини да дојде до зголемување на очниот притисок и повторно почнуваме напоредно, односно независно што е направен хируршкиот зафат, да се воведуваат терапија, конзервативна терапија со капки. Значи, тоа е една хронично заболување кое што се следи до крајот на животот. Сега, дали ќе доаѓа, јас најчесто ги закажувам на 6 месеци, максимум до година дена контролите, но најчесто на 6 месеци, со тоа што секој 6 месеци се прават детални анализи, значи се слика компјутер, видно поле и така натаму, за се со цел да се не се премерува само очен притисок, све со цел да се следи заболувањето. Но ако нема потреба толку често, еве да кажам и на година дена, но до крајот на животот се следат и овие пациенти. Еве повторно имаме гледач на линија. Добро утро и повелете. Ало? Ве слушаме.
Добар ден. Сеам да прашам, мојата сопруга имаше откриено глауком при контрола за око за катаракта. И од капките немаше дренажа и имаше проблем со глаукомот, го откри, после го откриавме го отклонивме со лазерска иридоктомија. Сега нема притисок, не користи повеќе капки, сака дали ќе има проблем операција катаракта и ова глаукомов, дали ќе има некоја сметна. Да, лазерската терапија, бидејќи немавме време, не ја напоменав, е еден вид на терапија каде што се делува кај не многу високи очни притисоци, све со цел да се снижи притисокот до една нормална граница и повторно да се исклучи конзервативната терапија, односно да се зголеми самиот комодитет на пациентот, нормално да не става капки и така натаму. Но повторно ќе кажам, ни лазерската терапија не значи дека е трајно отстранување на очниот притисок и трајно лекување на заболувањето. Доколку се направи лазерска терапија на окото од глауком, повторно треба пациентот да доаѓа на контроли и да се следи очниот притисок. Како што напомена гледачот, ако е нормализиран очниот притисок кај гледачката, значи слободно може да се направи хируршки зафат на катаракта, но само ако е нормален очниот притисок, но треба да се има во предвид дека овие хируршки зафати кај катаракта се покомплицирани, бидејќи самото око кое што има глауком е покомплицирано од обичното око и самиот оперативен зафат би бил покомплициран. Но сепак, доколку има потреба, значи нормално може да се направи хируршки зафат на катаракта. Тоа може одеднашка да се среди? Не, веќе глаукомот е среден со лазерот, значи сега само треба да гледачката да се оперира од катаракта. А постоперативно исто така ќе се следи, значи после операцијата на катаракта ние повторно ќе го следиме глаукомот и нормално, значи доколку има потреба ќе делуваме или со капки или со хирургија во втор акт и така натаму. А сега, пошто е нормален очниот притисок, да се направи само оперативен зафат на катаракта. Дали начинот на живот, исхрана, стрес, активност има влијание врз болест? Има, да, не во толку голема мера, значи, но има. Стресот како број 1. Знаеме дека може да ни влијае на целиот организам, така да влијае и на глаукомот, нели нормално доаѓале пациенти кои што им бил нормален очниот притисок и кои ќе дојдат кај мене на контрола нагло се покачува. Да, ама докторке бев овој период под стрес, бев напната, ова ми се случи и така натаму и јас гледам дека се покачува очниот притисок. Понатаму самата исхрана знае да доведе до одредено покачување, не е сега големо, но јас им препорачувам на пациентите кои што боледуваат од глауком да не јадат многу солено, да не пијат многу газирано, понатаму многу кафиња на ден и така натаму, затоа што и тоа во одредена мера може да делува до покачување, да доведе до покачување на очниот притисок. И така да и секојдневниот живот, значи може да како на све друго да влијае и на самиот глауком. Да, веќе имаме гледач. Добро утро и повелете со вашето прашање. Ве слушаме. Нама. Повелете со прашањето. Ало? Повелете. Добар ден. Повеќе години сум исто така со глауком или очен притисок и одам редовно на контрола. Битоа, околу 10 години користам Бетоптик. Тоа е докторка Виолета Павловска-Охрид, од која сум многу задоволен. Така да ја немам сега проблеми, значи ме користам 2 пати и навечер и са бајле и едноставно немам никакви проблеми. Дали е потребна операција или да продолжам со Бетоптик? Да, повторно слично прашање како гледачката претходно. Да, ако Бетоптикот е даден од колешката, значи, верувам дека е во ред заболувањето и доколку очниот притисок е нормален, значи, и доколку одредени испитувања кои што треба да се направат кај самото заболување, значи, ова компјутерот, односно окуларната кохерентна томографија, видното поле и така натаму се во ред, значи не прогредираат, слободно може да се остане само на оваа
таа терапија. И тоа не значи дека ќе треба да се воведува нова терапија во иднина, све додека делува терапијата, тоа само една врста на капки може да остана до крајот на животот. Тоа не значи дека болеста ќе прогредира. Кај секого различно. Кај едни пациенти потребна е една врста и останува до крајот на животот. Додека кај други е потребно 3 врсти, па дури и тие не се доволни, се поминува после одреден краток релативно период, да кажам неколку месеци, веќе е потребно хируршки зафат и така натаму. Така да секој пациент е индивидуално. Све додека терапијата делува и испитувањата се во ред, доволна е само тие капки да останат. Докторка, ако не се почитува терапијата или од одредени други околности или не е запазено на време, дали може да предизвика некој друго заболување или да направи некои компликации дополнителни? Значи, доколку не се почитува терапијата, и секако редовните контроли морам да напоменам, затоа што еднаш кога ќе се даде терапија, тоа не е дадена за цел живот, значи може да дојде до трајно оштетување на нервот. Значи, мора сепак, ова е хронично заболување, мора да се следи терапијата и да се прават редовни контроли. Затоа што терапија земање на своја рака, да, сега притисокот ми е добар, земав капки и јас сега мирен сум наредните 10 години. Може да се дојде и кога ќе почне да паѓа видот, е веќе многу крајна фаза, да кажам, затоа што ќе напоменам, све што е изгубено не може да се врати. Значи, редовно оставање на капките терапија и редовните контроли се најбитни за ова заболување. И за крај на разговорот, која е вашата порака до нашите гледачи? Па мојата порака е да се оди редовно, значи на офталмолошки прегледи. Јас секогаш ја пренесувам оваа порака со цел да се стекне една навика за офталмолог, барем еднашка во годината, значи независно дали имаме потреба или немаме потреба, секој да си направи еден офталмолошки преглед. Така, и уште еден гледач, да. Толку имаме и време. Повелете, добро утро. Добро утро, дали се слушаме, повелете со прашањата. Ало. Повелете. Ало. Ве слушаме. Се работи за сопругата. Имаше мозочен удар и во последно има проблем со очите. Под левото око на ковчето, но има голема температура, нон-стоп. И само плават облоги, Доктор. Да, ова е повторно некоја друга состојба која што не е врзана дефинитивно со глаукомот. Веројатно станува збор да некое масивно крварење кое што има фатено повеќе делови од главата и така натаму, сепак треба да се види, да се испита пациентката за да се види за што станува точно збор. Доктор Ирина Богданова од клиниката за очни болести, ви благодариме многу на овој разговор. Се надевам дека успеавме на гледачите малку повеќе да им ја доближиме и оваа тема, меѓутоа еве гледате и самите имавме малку поширок како му доаѓа тоа повеќе проблематики така. Да, се разбери причина повторно да поканиме да ни бидете гостинка во Македонија на утро. Ви благодариме што. Нема проблем, ви благодарам вас на поканата.